Тука само една замена, реков, Рифадов играше. Сега е Ристов, а замената и Рибеиро играше во претходниот надпревар против екипата на Пелистер. Да видиме ќе стигнат ли автогол, ќе биде тој води екипата на Шкупи. Уште во 8-та секунда Стојан спреманува, Муарен ја истрча таа топка до 16-никот. Требаше, ама не спаси Матич, ќе му се пишува нему како автогол. Да видиме како тоа црвено-црните влегува пуштане во овој надпревар. Ако добро погледнав, голот е некаде во 9-та секунда. Јанкулов. Босанчич. Убава топка за Маневски. Има време да се намести. Има многу фудбалери на Вардар во 16-никот. Центар шут, 1-1. Прекрасен центар шут на Маневски. Погодок на Данев. Негов трет во овој шампионат, 16-та минута. Притисокот на Вардар резултира со брзо изравнување. Форсирањето на Вардар да игра по таа лева страна им донесе изравнување. Убаво Мато е одзема оваа топка и тргнува Мато сам. Да видиме до каде. Матов поврат на никому. Се одби таа топка и Вардар победува со 2:1. Благодарение на погодокот на Омер Агич по грешката на потесната одбрана на фудбалерите на Шкупи. 35-та минута. Муарем го чека Дестани. Еве го убаво Милај за Дестани и натаму Дестани ќе дојде ли во позиција да шутне и да изравни 2:2. 38 минута, што ли се случува со одбраната на Вардар во 9-та секунда, спиева стоперите на Вардар, во 38-та минута спијат стоперите на Вардар, ништо не може да им помогне ни голманот Талевски во 9-та секунда. Матич за Кастанједа. Аргентинецот повлекува, го издржа дуелот, го има Маневски лево. Топка за Маневски на подалечната статива. Закарич, Вардар води 3:2. 45-та плюс 4 минути. И пак по таа лева страна. За Закарич ова е прв гол во третиот надпревар, има и една асистенција, пак по таа лева страна. Кастанједа за Маневски, иста акција како при првиот погодок. Ричков центрира до Шенгор. Ола изнесува оваа топка, го има Спахиу, кој тргнува од сопствената половина, ја прими оваа топка во фор Спахиу, голема шанса, втора за Спахиу, Вардар го решава овој надпревар, 4:2. Замените го решаваат овој надпревар за Вардар да не се грижи во последните 30 на секунди. Ола Себикан, долга топка, мислам дека немаше офсайд затоа што Спахиу тргна од сопствената половина, одбрани Гроте, меѓутоа го посака Спахиу таа топка да му се врати и да го постигне. На трите претходни надпревари, еден од она мала група која што ги одигра сите три надпревари, 270 минути, прими 3 гола голманот на Арсим. Аличе со топката сега за Кратовчани, се уфрла таму Рајков, добар центар шут, еве шанса и 1:0 Мирчевски. Рајков, добар центар шут, Мирчевски, ако нема осета, мислам дека нема. Кратовчани доаѓаат во предност со 18-та минута од надпреварот, да убава брза акција. Алич таму не беше доволно подготвен. Предолго размислува Папе фаул, па го бара Радески. Тука тешко може Радески да ја задржи топката. На крајот Мици, тој се жали сега на повреда и ќе реагира Стојанче Трпчевски. Треба да бидат внимателни фудбалерите, но да видиме што ќе пресуди Стојанче Трпчевски, а тој вели дека
По разгледувањето на снимката ќе го санкционира Симоновски со црвен картон затоа што ова беше сега Башкими е без својот најофанзивен играч на теренот. Шабани го изведу во овој центаршут, мешаница и на крајот компликуваат фудбалерите на Башкими. 1-0, Компауре успева да погоди еве наеднаш. Папе фал, највисок во скокот. Буњамин Шабани. Добар дриблинг на Шабани, тргнува во средината, предолг фор, ја освојува топката и Радески, потоа 2-0. Мици. Дијако. Во празно топка за Папе фал. Има многу време да размисли што ќе прави. Фал кон Компауре за 3-0. Добра асистенција, 57 минута од надпреварот и ако евентуално некому нешто не беше јасно досега во врска со резултатот, со победникот на овој надпревар, е тргнува напред Буњамин Шабани. Ќе види кој каде го пронаоѓа Радески, двојно проигрување. Шабани го има Бојку, Шабани за 4-0. Тоа за Башкими не се случи, а за Струга Тримлум ќе значи 4-4. Еве контранапад е 5-0, одличен гол за Малески. Акабезе. И таму корпулентен, највисок и во скокот и според сантиметрите што се вели Луковиќ, уште еднаш Акабезе. Добар центаршут на Акабезе. Одличен удар. Каква одбрана сега. Каква одбрана на 17 годишниот Илиовски. Мишов втор пат. Седма, сега е 17-та минута. 2. Префериран играта кај Најдовски. Тасев. Добар центаршут на Тасев и сантиметри фалеа. Повторно е Мишов. Не знам само дали е допре оваа топка. Ги тоа бележиме оваа 38 минута. Да видиме. Тасев центрираше и мислам дека е допре оваа топка, која што ја прочеша малку и стативата. Еве го со 5 примени гола, 2-0 против Струга и велам 3-0 во Кратово против Силекса. Ристич, еве добра топка напред за Булатовиќ, шанса за Пелистер и водство 1-0 во раната фаза од надпреварот на првата минута. Убава акција за трет погодок на Лука Булатовиќ во зелено-белиот дрес во оваа сезона. Засилувањето од Горица, од Словенија. Освои многу простор, тргнува напред Адем. Во празно за Гереро, стигнува Гереро, има контакт и пенал Великачевски. Симеон Христов зема залет, сигурен е по средината на голот, силен удар, израмнување 1:1. Во вистинско време за Македонија Ѓорче Петров доаѓа овој втор гол во надпреварувачката сезона, откако Спировски го фаулираше Али Адем. Тргнува напред, па го бара Гереро. Гереро, центаршут со десна кон Елмас. Еве можност за Македонија Ѓорче Петров. Одбиена топка мешаница и на крајот Кабаркас реализира, односно Гереро реализира за 2:1. 66-та минута од надпреварот. Еве во првата конкретна шанса што има завршница во оваа фаза од надпреварот, Македонија Ѓорче Петров доаѓа до целосен пресврт и до позитива од